пред очите ни се случува, тоа сме го кажали можда и во други емисии, едно групирање на големите сили како пред Првата светска војна, каде што веќе и не се зацкриени интересите зад некакви си идеали, туку буквално се работи за кој ќе ја задржи светската доминација или, како што кажате, кој ќе ја предизвика. И затоа тука мислам дека работниците, работничката класа во светот е сега во една провалија измеѓу овие два блока. И овие два блока работат да ја придобијат на своја страна, секој во својата држава. И за жал во предвечерието на Првата светска војна, освен 2-3 партии комунистички, сите други левичарски партии што се повикани да се интернационалисти, да се против војна, си застанаа на страната на своите буржуазии, на своите влади. И ако збориме да дадеме реален поглед на нештата што не очекуваат, а не некаква си желботека, јас навистина мислам дека и во сиве други земји тој процес ќе се случи, дека ако ќе се случи еден судир меѓу две соседни земји или една земја која ќе биде нападната, мислам дека веќе се тренира населението да ја приграби нацијата како заштитник, а не својата класа. Затоа мислам дека и на сите што се предвидуваш некои по широки конфликти или по директни конфликти меѓу земји според тебе во наредните години? Да.